Зоран Петковски, контролор. Сега на овој натпревар, меѓутоа за нас, за прилепската публика, што го сака најмногу фудбалот и победа, центарфорот на победа во 90-тите години. Од прилика, кога настапувавте за победа, да се подсетиме? Јас сметам дека беа 94 и 95 година. Помнам две прекрасни години овдека во Прилеп. Со оваа прекрасна публика која што сега ја гледам и дури тогаш имаше секако многу повеќе публика и сите трибини беа полни. Добри впечатоци носам од тука. Многу сакам фудбал во Прилеп. Јас секако дека се одложив колку толку за тие 2 години на оваа публика што е верна према фудбалот. На кој натпревар рака би се сетиле? Памтам натпревари кои што постигнува го со Вардар, со Слога Југомагна, со Филекс и така натака. Така да имав некогаш и постигнати голови, некогаш моите колеги постигнуваа голови и секогаш беа тие добри моменти за нас. Во тоа време победа важеше за еден од подобро организираните. Да, се боревме ние прво, второ, трето место со екипи како Вардар кои што тогашни фудбалери, можам да ги спомнам, еден Чирич кој што потоа отиде во Германија, Милошевски кој што отиде во Војводина во Југославија и така натака. Главно поминаме прекрасни години. Се сеќавам со мои колеги Стојковски Маријан, Најдовски Спасе, Мицевски Зоки, таа генерација во 94-95 година. Голманот Груевски и така натака. Што беше она најубавото? Дали најубавото беше публиката тогаш? Па сметам дека најубавото беше публиката. Публиката во Прилеп сака фудбал и треба. Од она сега што го слушам дека доаѓа нова сила во победа, нов спонзор, убаво е да се врати со нов спонзор во прва лига. Победа заслужува да игра во прва лига. Како беше разделбата со победа? Па да ви кажам право, јас секогаш се сеќавам на победа. И денеска, после толку време како судија фудбалски ја поминува тоа, но денеска како контролор и повторно се сеќавам на пред 28-29 години на убави моменти. Да, сигурно имате некои фотографии? Имам фотографии и дома и овдека во просториите на победа има фотографии, преска баш е сликав и ја имам во себе, ја носам со мене во телефонот. Сега моментално на што сте посветени во фудбалот? Па фудбалот сум сега контролор на судиите во прва и во втора лига. На лицата во контролори во прва и втора лига. Да, а нешто околу стручната работа, дали се занимавате? Па бев во овие години, бев и член на судиски одбор во ФФМ, бев комесар за делегирање на футсал, мал фудбал во нашево првенство и бев комесар за делегирање на контролори во прва и втора лига во претходниве години. Вие бевте одличен центарфор. Само со една-две реченици препорака како се станува добар фудбалер на овие млади играчи. Добар фудбалер се станува секако со многу желба, со многу мотив, со многу тренизи. Пред се, значи со многу тренизи, желба и мотив и нема откажување. Фудбалот е тежок, треба многу работа, многу трчање и секако дека потоа доаѓаат резултати.